Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојди и секако повторно ве поканувам да не следите од самиот почеток до крај, а се разбира веќе и добро знаете, имате можност да се вклучите во емисијата поставувајќи прашање на темата која ја разработуваме, а секако ако го имате, доколку го имате и проблемот за кој што ќе зборуваме. Девијација, односно искривување на носната празнина. Дишењето е една од основните животни функции, но многумина секојдневно се соочуваат со потешкоти и без да знаат дека причината може да биде и девијација или скрвување. Затнат нос, чести синусни инфекции, главоболки, замор, дури и нарушен сон. Симптоми кои често ги припишуваме на настинка или алергија, но зад нив може да стои и анатомски проблем. Како се решава ваквиот проблем, што е септопластика, каква хируршка интервенција, кога да се очекува подобрувањето и што значи подобрено дишење после долги години живот со нарушен квалитет на секојдневието и со потешкоти во дишењето. На оваа тема утрово разговараме со асистент доктор Маријан Маролов, специјалист хирург оториноларинголог од Универзитетската клиника за уво, нос и грло. Добро утро, доктор Маријан, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и благодарам на покана да можеме да споделиме со нашите гледачи дел од ова што го работиме. Така. Што всушност представува девијација или искривување на носната преграда, колку е често како патологија меѓу популацијата? Накратко кажано, девијација на носната преграда значи било која отстапка, искривување, свивање или латерализација од медијалната линија која што го поделува носот на две празнини, лева и десна. Но, од друга страна, тоа всушност може да настане во склоп на некоја поголема повреда или изместување целокупно на носната пирамида од средната линија, каде што ќе настане нарушување на дишењето. Затоа и таа е толку битна кај општата популација. И сега ме прашавте колку е честа. Многу. Многу повеќе од што мислиме и многу повеќе од што очекуваме. Правена е некоја статистика дека скоро 80% од општата популација има некоја варијација на носните структури во анатомијата на носот. 70% од нив знаат да бидат девијации, но не секоја девијација прави проблеми. Многу често имаме девијации прв, втор степен, кои што не прават значајни проблеми на дишењето и општата популација луѓето не ни знаат дека ги имаат и нема ни потреба да знаат дека ги имаат тие проблеми и не се симптоматски, да кажеме, но има 20 до 30% од овие пациенти кои што всушност имаат нарушување или потешкоти во дишењето. Сега тие пациенти многу често и не знаат која е причината која што се крие зад ова што им се случува на нив и тие се пациенти кои што имаат значајна девијација на носната преграда. Така. За сето ова подетално ќе објасниме во текот на емисијата, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавите се и поставете прашање. Продолжуваме веднаш по рекламите со асистент доктор Маријан Маролов, специјалист хирург оториноларинголог од Универзитетската клиника за уво, нос и грло. Зборуваме за девијација на носната преграда, но и другите варијации, така се нарекуваат, доктор Маролов, така, кои што исто знаат да направат проблем, ама во текот на емисијата ќе разграничиме и ќе ги подобјасниме. И сега, кои се причините за да дојде до вакво нарушување? Вродени ли се, стекнати, што се едните, што другите? За да можеме подобро да го објасниме, на жалост морам на пациентите малку да им раскажам анатомија. Носот како подрачје централно поставено во лицето, во лицевиот масив, е подрачје кој што има најмногу анатомски варијации. Значи, ова не го нарекуваме аномалии, не се одстапки од нормалата, него се појавуваат општо кај популацијата. Нели, прво сите имаме различен нос, носот е еден тип, еден печат на секое лице. Значи, секој нос е различен, кој што има печатоци на прстите, така и нема два исти носеви. Но внатре во носот имаме многу структури. Тука е доста комплексна самата анатомија и на таква комплексна анатомија која што во самиот ембриолошки развој, уште во утробата на мајката, настанува од различни ембриолошки зачетоци, од различни ембриолошки делови, е возможно да настанат различни кривини, варијации, извртувања, абудантна форма на одредени структури, кои што понатаму во тек на животот може да направи проблеми. Значи, затоа и така и ги нарекуваме девијациите на носната преграда, ги делиме на вродени и стекнати.
Вродени се оние кои што настаниле уште во самиот ембрионален развој на плодот и кога детето ќе се роди, родителите ни не знаат, но тоа има некаква мала девијација на носната преграда. Во текот на развојот, во текот на пубертетот особено, може да настанат различни промени во носот и тука имаме многу варијации. Најчеста е девијација на носната преграда, но исто така може да имаме абундантни школки, можеме да имаме хипертрофични школки, може да имаме пневматизирани носни школки, халерови келии, онодиеви келии, пневматизиран процесус сунцинатус. Значи тука имаме мноштво на варијации кои што можат да го отежат протокот на воздух во носот. Бидејќи протокот на воздухот е многу битен за здравата популација и за нормален живот. Нашиот нос не е само естетски елемент кој што стои во центарот на лицето, него тој има многу битна функција. Нели покрај протокот на воздухот. Ама повеќе како да не загрижува естетскиот момент. Добро, видите, модерно време, динамично е така да желбите се различни. Протокот на воздухот е многу битен во носот, бидејќи тука имаме ламинарен проток кој што оди во долните носни ходници и турбулентен тек кој ствара во средните носни ходници. Зашто е тоа толку битно? Тоа е битно затоа што тука воздухот се навлажнува, се загрева и тој доаѓа во една убава кондиција кога веќе ќе се симне доле во белите дробови да не предизвика реакција. Бидејќи тука воздухот веќе треба да е навлажнет и загреан и исто така е многу битно овие носни структури со нивната слуз, цили, клетки, влакненцата што ги имаме на почетокот на носот, да ги сопрат прлјавштините и да се налепи на нив целото ѓубре што ние го внесуваме од околината, посебно во средината во која што живееме. Тоа е исклучително битно. Затоа во зимните месеци имаме посебен третман за грижа на носот кај пациентите. Сега, овие варијации кога ќе ги имаме и кога ќе постојат, знаат да направат проблеми во протокот на воздух на носот. И од тука потекнуваат сите проблеми. Така да имаме вродени и стекнати девијации, но многу често кај одредени пациенти на жалост имаме и комбинирани девијации. Тоа е пациент кој што не ни знаел дека има некоја вродена, некоја мала отстапка на носната преграда или на носната пирамида, а во текот на животот и се стекнал со некоја девијација. Најчесто тука станува збор за травматски стекнати девијации. Значи тоа се повреди, точно така. Повредите на носот може да бидат различни. Значи тука збориме од спортски повреди до сообраќајки, до деликти и така натаму, каде што при дејство на сила може да настане нагмечување, свивање, прекршување на споевите на самите структури на носната преграда и да настане искривување, и кај таквите девијации е исклучително тешко решавање, да тие се со поизразени симптоми. Така да. И овие варијации мора секогаш да имаат симптоми. Искривувањето веројатно дава некој изразит симптом, така потешко отија во дишењето. Понекогаш и самата девијација на носната преграда не дава симптоми. Значи има асимптоматски, како што кажав, до 80% од луѓето имаат девијација, но само кај 20 до 30% од тие ќе се појави симптоматологија на отежнато дишење на најчесто на едната страна на носот. Или, например, да речеме, ќе настане компензаторна хипертрофија на школката, па ќе се ствара повеќе секрет, ќе се затварат остиумите на синусите, па ќе доведе и до хроничен риносинозит. Многу често при евалуација на овие искривување или девијации на носната преграда, ние откриваме и некоја друга варијација. Значи, паралелно која што постои со девијацијата. Сега, така, појачаните анатомски варијации, како да кажам, кога се комбинираат две варијации меѓу себе, даваат поизразена симптоматологија и најчесто тие пациенти ни доаѓаат во амбуланта и од нашето искуство со нив мораме да работиме и тука најчесто се превзема и некакво хируршко лекување во понатамошниот третман на болест. Кои се симптомите, какви се потешкотиите кои што ги чувствуваат, односно тешкотии во дишењето, така? Дали нешто друго има дополнително? Многу често ќе дојде пациент во амбуланта и ќе каже не можам да спием навечер. И тие пациенти не ги откриваат на време на своите симптоми, не ги адресираат доволно на време и ќе дојде и ќе каже хрчам, немам мирен сон, имам замор, главоболка, подочњаци наутро, во текот на ноќта не се чувствувал добро, станувал, немирен сон, станувал неколку пати во текот на ноќта. Кај овие пациенти кои што имаат поизразени девијации или, например, да речеме, поотежното дишење на нос, спијат со отворена уста. Тоа долготрајно прави и други проблеми. Посебно збориме за дечиња кои што спијат со отворена уста. Тука има и други проблеми, трети крајник, палатинални тонзили и така натаму, кои што може да доведат до тоа, но
се случува и кај нив причината за отежнатото дишење да е токму носот. И овие пациенти доаѓаат веќе со поизразени симптоми. Многу често, на жалост, пациентите на своја рака зимаат и злоупотребуваат одредени капки, одредени препарати, па тоа трае со месеци, со години. Се навикнуваат на таквиот начин, на олеснување на симптоматологија. Така е. Тука настанува најчесто злоупотреба на деконгестивите, мислам тоа се прекрасни лекови, но не треба да се користат неконтролирано и не под надзор од лекар, нели? И пациентите ќе дојдат веќе во една поодмината фаза на состојбата, каде што веќе слузницата ќе биде оштетена и таа нема да функционира како што треба, нема секретот да го носи назад цилите, нема да функционираат како што треба и пациентите веќе дојдат веќе со хроничен ринитис. И во таков случај треба да адресираме ние покрај лекување на состојбата која што имаме, да видиме и што довело до таа состојба. Многу често откриваме анатомски варијации или искривување на некои од структурите во носот и носната преграда. Така. Веќе имаме и гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, поздрав до емисијата. Јас сум возрастен човек, на детски денови некаде за 10 години, но зринката една како последна слика што беше, така ми е. Не осеќа долго време, мислам, ама пред 2-3 години имам големи проблеми. Слуз, не може зубово да дишам, не може да голта, поголема котличина слуз. Ми рекоа на доктори модено дека имам алергија, да ми препорачате нешто што да се прави. Дали сте имале некоја повреда во детството? Големи проблеми за дишењето и така натаму. Така, и ве дали слушнавте, докторот праша, дали сте имале повреда некоја на носот во детство? Повреда има чукнато во дрво и нослинарка едната левата ми е искривена и никогаш нема слуз. Сега во последно време ми се јавуваат поголеми слузи од таа нозенка. Така, а од каде се јавувате? Во животот. Така. И сум немал проблеми до сега. Да, од каде ни се јавувате? Од кој град? Молам, од Скопје се јавувам. А, од Скопје сте, добро, добро. А иначе потекло од друго место. Така, јас мислев доколку има потреба, нели, ако се сака да се дојде на клиниката за уво, нос и грло за да се направи еден детален преглед. Што е потребно овде, доктор Маријан? Според она што го слушнавме пациентот, он веќе бил на евалуација во секундарно здравство, предпоставувам, и му поставиле диагноза, ако добро слушнав, дека има алергија, значи станува збор за алергиски ринит. Тука имаме комбо, добитна комбинација, кога имаме веќе некакво искривување, некаква деформација на носот и носната пирамида и посебно внатрешно искривување на носната преграда, комбинирано со алергискиот ринит. Сега, од една страна имаме анатомска пречка, значи носната преграда ни се искривува на едната страна која што го нарушува протокот на воздух, од друга страна имаме алергиски ринит кој што е хронична состојба и тоа е диагноза со која што голем дел од пациентите мора да се навикнат дека ќе треба да живеат цел живот и да ја третираме цел живот, која што допринесува до натекување на носната лигавица, која што и така обструираниот и намален проток за воздух, ние дополнително таа ни го соотокот ни го намалува. Овие пациенти имаат вистина голем проблем. Имаат многу тежното дишење и како што кажа пациентот имал секрет. Вака отечената слузница, дополнително носната девијација ќе ја спречат дренажата на синусите. Значи ќе спречат излегување на содржината на секретот слузта што се ствара во синусите да се дренира преку носот према позади во ждрелото. Кај овие пациенти е плодна почва и за настанување на секундарни инфекции, посебно тука се бактериските инфекции, кои што ќе донесат и до бактериски синузит и мора да се лекуваат озбилно и со антибиотска терапија и со чести доаѓање на лекари така натаму. Кај овој пациент ќе му препорачам да дојде кај специјалист оториноларинголог, да направиме една убава евалуација, сега кажа дека во подминати години треба да видиме нели колку е он подложен, колку е подробен за да можеме да препорачаме хируршко лекување, но во секој случај, ако има две состојби, прво ќе пробаме она што може конзервативно да ја лекуваме, да му го олестиме дишењето, да направиме убава евалуација на носната преграда и останатите носни структури и во случај да гледаме некоја абнормалија, некоја абундантна состојба, во тој случај сигурно ќе препорачаме хирургија на нешто што прави проблеми, а во овој случај тоа најверојатно е септална девијација. Така, го нарушува квалитетот на живот во секојдневието отежнатото дишење. Знаете, често пати кога го имаат проблемот, знаат постојано само едната страна, онаа која што нели е
блокираната, така да пробуваат да го ослободат, ама едноставно сам човек не може тоа да го направи. Па си наоѓаат некои начини како да си го ослободат дишењето и повторно се враќаат на истата состојба. Доцнали доаѓаат на преглед со ваквата проблематика пациентите? Видете, носот е функционален и динамичен орган. Значи не е тоа статички, сега имаме само едно каналче каде што протекува воздухот и тоа. Има тука многу физиолошки процеси во позадина кои што се случуваат, но да не навлагаме толку во длабока медицина. Носот има циклус на функционирање, што значи дека е природно во одреден период од денот да дишаме повеќе на левата, повеќе на десната страна. Како што кажав, има ламинарен и циркуларен тек на воздухот. И сега едната страна натекува, другата се ослободува. Тоа отприлика као скијач кој префрла од една нога, другата ја одмара, па после скија на десната, па ја одмара левата. Носот исто така мора да функционира и тој циклус трае од 2 до 6 сати. Значи функционира едната страна повеќе, па функционира другата страна повеќе за дишење, но контралатералната страна има повеќе функција да го загрева и навлажнува воздухот. Кажавме, тој мора да е кондициониран кога ќе стаса до белите дробови, затоа што инаку ќе предизвика иритација на белите дробови и може да предизвика некој хроничен бронхит. Значи, горниот и долниот воздушен систем е поврзан меѓу себе. Тие се едно заедничка целина. Затоа тој е динамичен орган. Сега, кога ќе имаме отстапка на носот во едната страна, тогаш тој носен циклус не функционира. Кога ќе имаме дишење на едната страна и таа е слободна, тогаш сме во ред, но кога ќе треба да дишеме на искривената страна, на она што и така е естествената, тој пациент не може да диша. И овие симптоми посебно доминантно пациенти ги осеќаат кога ќе легнат да спијат. И ќе каже, спијам на едната страна на перницата, дишам добро, кога ќе легнам на другата не дишам. Да. И овие проблеми тогаш посебно се осеќаат кај пациентите и тука се жалат. И ме прашавте како ќе препознати дали доаѓаат доцна. Видете, голем дел од овие пациенти на жалост некогаш ќе го преживеат и животот со нарушен квалитет на живот, можеби ќе направат обструктивна слип апнеа поради која што ќе им страдаат белите дробови или срцето, некои од виталните органи, без да знаат. И тоа е проблем. Или ќе дојдат доста подоцна кога веќе злоупотребувале капки, кога веќе пробале разноразни само медикации и така натаму, и кога ќе видат дека нема резултат, ќе се јават на лекари, ќе побараат решение, а кога ќе дојдат кај нас, кога ќе го решиме проблемот, после се изненадени дека можело и подобро, можело и поинаку, и многу често пациентите се изненадени од тоа каков е резултатот после самата интервенција. Олеснетото дишење колку многу значи. За да се постави диагнозата, најчесто нели одиме заради синуси, крајници, болка во увото, нешто друго. Каков преглед треба да се направи за да се постави диагноза за искривување? И само извинете пред да ми одговорите, да ги слушнеме и гледачите, да не ги оставаме да чекаат на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, поздрав до докторот. Ви благодариме. Вака сега, јас имам наос снимани синуси. Би сакала докторот да му ја прочитам диагнозата па да ми каже за што се работи. Ало, ме слушате? Ајде, само да биде пократко, да не е премногу долго. Да. Направената графика на ПСД, тоа се следи уредна, на десен максимален лев, максимален синус, засенчен со редуцирана пнеуматизација, носен септум централно поставен со обострано задебелен слузница. Добро, доволно е? Да. Ви благодариме, сега ќе слушнете совет и препорака. Според ова што го слушаме, пациентката ни прочита наот од некаква диагностичка процедура радиолошка, дали станува збор за рентгенграфија или за компјутеризирана томографија, не дефиниравме, бидејќи има циркумферентно задебелување на левиот максиларен синус, тоа тука најверојатно станува збор за хроничен риносинузитис или хроничен синузитис. Самата пациентка кажа дека септумот бил централно поставен без одредена отстапка или значајна девијација со задебелена лигавица. Кај оваа пациентка со хроничен риносинузитис, тука не е темата за која што разговараме денеска, но сепак
предпочитам да ваквите пациенти ги прегледаме, бидејќи понекогаш не само радиодиагностиката може да не донесе до правата диагноза, што ни доведува и до прашањето како се диагностицира оваа состојба, а тоа е дека мораме да направиме една носна ендоскопија, која што е златен стандард за евалуација на носната празнина. И каде што можеме да ги видиме најголемиот дел од овие анатомски варијации, кривини, проблеми кои што се случуваат во носот. И затоа ќе препорачаме пациенткава да се јави кај лекар специјалист оториноларинголог да направат една носна ендоскопија или да дојде кај нас на нашата клиника, во нашите амбуланти, каде што детално ќе ја прегледаме, ќе ја изанализираме, нека ги понесе и цедињата снимките што ги има со себе, за да можеме заедно да направиме компарација помеѓу ендоскопскиот над и радиодиагностиката која што е направена кај неа и да добиеме една целосна слика на општата состојба на носот. За да се знае каков третман Точно понатаму, нели индивидуално и кај искривувањата и кај варијациите и кај сите оние работи кои што ќе се појават индивидуално се пристапува кон пациентот бидејќи секој различна има патологија. Да. Видете, имаме ние некакви класификации на овие септални девијации, мислам по различни автори, на пример има еден професор хрватски кој што ги дели во 7 групи овие септални девијации и соодветно на тоа која од овие септални девијации може да биде вродена, која е карактеристично стекната, кои може да бидат комбинирани и кај кој е задолжително да оперираме, кај кој зависи од симптоматологијата на пациентот, а кај кој можеме да ги следиме, евалуираме и да дадеме простор да посебно во порана возраст кога не е дефинирана се уште лицето, да дадеме простор лицето да се доразвие и кај овие пациенти ќе пробаме со некој конзервативен третман да дадеме некоја терапија на подолга стаза, да видиме како пациентите ќе живеат, ќе функционираат и доколку немаме подобрување во таков случај, секој ќе препорачаме хируршки третман и лекување и исправување на носната преграда, всушност да направиме септопластика. Кај одредени пациенти, посебно кога имаме повреди, травматските носеви, тогаш мораме да имаме индивидуален пристап и индивидуален третман и посебно во детската популација задолжително индивидуален пристап кон секој пациент. Така. Да ги слушнеме и следните гледачи. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Во програма? Во програма сте, да, ве слушаме. Вака, јас сум 67 годишна возраст, а од дете од пубертет носам наочари. И ми е констатирано дека имам стеснување на носот. Во последно време многу тешко спијам, тешко дишам, при најмалак плус ми се заснува носот. Што би можело, дали да се јавам кај докторот на клиника? Так, да. Ви благодариме. И по гласот, така, се чувствува? Да, имаме назален говор, значи имаме нозор при кој што имаме, во некои претходни емисии имаме зборувано дека носот има исклучителна функција да биде резонатор на звуците, што значи дека ние кога и посебно тоа го сеќаме сите, кога имаме настинка, носот се блокира и сите имаме така наречен назален говор, што значи дека многу повеќе проток на воздух имаме преку устата, а не преку носот и не можеме одредени гласови да ги изговараме добро. Кај пациентка на самото телефонско јавување тоа веќе можеме да го заприметиме и да, на оваа пациентка ќе препорачам да се јави доколку може слободно нека дојде во нашите амбуланти. Јас лично ќе ја прегледам, ќе се заземам, имаме доста искуство со вакви пациенти и ќе пробаме да најдеме причината за тој отежнат проток на воздух преку носот. Дали станува збор за некоја анатомска варијација, конкретно девијација, кажа дека носи наочари, не разбрав дали и сметале, притискали така натаму, вообичаено наочарите се носат на носните коски, тоа е доста повисоко на самата носна пирамида и тие се тука имаме коскена структура која што дава потпора и не може наочарите да згмечат, но доколку ја ги носи пониско или има нешто специфично, може и наочарите да притискаат на самите носни крила, па да го затварат протокот на носот, на воздух во носот. Затоа е убаво ваквата пациентка да ја прегледаме, за да може да дадеме соодветен совет и понатамошен третман. Така, прикон матичниот лекар, така да се закаже кај доктор Маријан Маролов, ќе побарате преку вашиот матичен лекар за да можете да се направи еден детален преглед и да се реши проблемот на пациентката, на гледачката, односно. Добро утро и за следниот гледач, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата, до водителката и до докторот. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторот. Имам проблем со секрет кој ми се слива постојано зад шуплината, зад носот за шуплината и ме гуши едноставно. Не можам нормално да дишам. Користам флексоназе,
кога ќе го во моментот кога ќе го испрскам, ми доаѓа од зад шуплината некако и го исулам слајмот и точно се преродувам. А тоа е постојано и на вечер и на утру не можам да дишам едноставно од тој слам. Што може да се направи да ми помогнете? Така, ајде, совет и препорака краток, ви благодариме. Ова се класични симптоми на хроничен риносинузит. Треба да откриеме која е причината, дали станува збор за алергиски, кој што е најчест, кај општата популација некаде до 35-40% од вкупниот број на луѓе веќе во развиениот свет имаат хроничен алергиски ринит. И тој е тој кој што ги предизвика ваквите симптоми на хиперсекреција на густ мукус секрет, кој што се слева ретрофарингеално, тоа е пациентот што кажа ми се слева позади према ждрелото, ми се суши, го дави, посебност наутро кога ќе станат оваквите пациенти, додека не се искашлаат и исплукат, не можат да почнат со денот и не можат да дишат нормално. И верувајте, тоа е голем проблем кој што значајно им го намалува квалитетот на живот и мораме да им помогнеме. Кажа дека со употреба на интраназален кортикостероид му се подобрува состојбата, се преродува и така натаму. Значи треба да најдеме правата терапија избалансирана, која што нема да му е тешко од една страна да ја зима, а од друга страна ќе му го подобри квалитетот на едно ново ниво на животот. Но треба исто така да направиме евалуација и да видиме дали можеби покрај хроничниот алергиски ринит има и некаква анатомска варијација, пречка, која што му предизвикува дополнителни проблеми и ја влошува состојбата на алергискиот ринит. Да, кажавме, тие две диагнози комплементарно делуваат во влошување на состојбата и затоа мораме да ги адресираме двете паралелно. За едната понекогаш ќе треба да дадеме хронична терапија, а другата можеби ќе треба да препорачаме хируршки третман. Така. И уште еден гледач, добро утро и за вас. Повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Добро утро. Добро утро. Студијата за докторот. Благодарам. Имам едно прашање. Ја конкретно то. Ало. Да, ве слушаме. Имам проблем со увото, значи намален слух. Кај доктор локален тука вишен препорачано дека имам проблем со носот и флексоназе. Демек поврзано е со увото. Што би требало да направите? Ви благодариме за јавувањето. Останете со нас, ќе погледнеме реклами, а советот ќе го слушнете веднаш и препораката по рекламите. И веднаш по рекламите да го дадеме советот до гледачот. Што би требало да направи? Пациентот спомна дека доминантно неговите проблеми се со увото, да. Но бил на лекар и лекарот му препорачал дека има некаков проблем со носот. Тука моја претпоставка, бидејќи не ги знам сите диагностички процедури и не го знам наодот на пациентот, е дека имам некаков проблем со евстахиевата туба, а тоа е она каналче што го поврзува средното уво или кавум тимпани со ждрелото од позади. Веројатно пациентот има некој проблем со носот, дали станува збор за хроничен алергиски ринит или некаква септална девијација, поради која што слуста може да се налепи и да го затне овој отвор внатре во ждрелото и поради тоа секундарно да се јави проблем во средното уво. Да имаме проблем со едначењето на притисоците, па да се јави дури некаков отит или воспаление на увото. Сепак тука препорачувам да направиме ендоскопски преглед, да го видиме носот, состојбата на носот и на носната празнина и да видиме дали евстахиевите туби се слободни и дали можеби проблемите со увото се предизвикани од носот или можеби има некој друг причинител за тие проблеми. Така, секако еден комплетен преглед кој што би ја дал вистинската, односно точната диагноза. Ендоскопијата е златниот стандард, ендоскопскиот преглед, но дополнително по проценка нели на самиот лекар што треба дополнително да се испита, дали предоперативно или дали во самиот преглед, тогаш се прават и останатите. Што? Во благодарение на модернава техника, мислам имаме доста диагностички алатки во нашата секојдневна работа. Тука секако флексибилниот фиберназоендоскоп со кој што ние можеме детално да направиме преглед и процена и на најмалите делчиња од носната преграда, каде што со едно камерче цревце од неколку милиметри, 3 до 4 милиметри, па дури и кај дечиња и кај бебиња влегуваме и правиме целосна евалуација на носната шуплина од обострано. Каде што можеме да дадеме иницијална процена, да ги согледаме најголемиот дел од овие варијации, проблеми, одстапувања, кривини и така натаму и да ги опишеме.
Кај одредени пациенти, доколку имаме преголем проблем од типот септалната девијација е многу изразена во едната страна и не можеме убаво да ги евалуираме носните школки, кај нив ќе мораме задолжително да направиме и компјутеризирана томографија, која што не е златен стандард диагностички, радиодиагностички за евалуација на сите структури. Исто така и при предоперативната припрема правиме компјутеризирана томографија за да можеме да ги увидиме убаво сите проблеми во носната шуплина и кога ќе планираме самата интервенција да ги адресираме сите овие проблеми. Што значи дека со една интервенција да можеме да ги решиме сите проблеми, сите анатомски варијации и на пациентот да му обезбедиме квалитетен простор за дишење. Да. Дали секогаш кога станува за девијација или искривување во носната преграда, хирургијата, хируршкиот третман е единствениот избор? Што е септопластика? Кога имаме посебно изразени девијации на носната преграда, па пропратени заедно со хроничен риносинозит или со уште некои од овие анатомски варијации, пневматизирана школка или абудантна школа и така натаму, на жалост мораме да одиме на хируршко решавање, бидејќи тука привремените решенија со капки, со спрееви, со третмани и така натаму нема да донесат доволно добар резултат и тој резултат не е одржлив на долга стаза. Дури во денешно време ќе видите многу се модерни ставање на разноразни тракици за отварање на носот, експандирање на носните крила и така натаму. Тоа нас не е непознато, мислам, ние понекогаш и во стек на самата интервенција знаеме со одредени шавови да го експандираме носот, но тоа е решение само за предните колабирање на крилата на носот. Задните проблеми, као кристи, спарс, така наречени на англиски, чингели и така натаму, кои што можат да влезат скоро до остиумите на самите синуси, на жалост, мораме да ги решаваме хируршки. Цела среќа што таа операција за нас е рутинска и работиме секојдневно. Еве, ќе споделам како се изведува, може да ни кажете? Ќе споделам некоја статистика, во Америка 300.000 операции годишно се обавуваат од таа операција и преку 90% од пациентите се задоволни од резултатите на таа операција. Во денешно време, користејќи ги ендоскопите како некоја алатка што значително ни помага во самото изведување на оваа операција, збориме за прецизна, минимално инвазивна, конкретна хирургија, каде што ќе ги адресираме директно проблемите. Нема надворешни резови, влагаме внатрешно директно со ендоскоп. Сега тука секој хирург си прави план на самата интервенција. Пак ќе кажам, модерниве техники многу ни помагаат и ни овозможуваат да го погодиме точно проблемот каде што треба да го решиме, одредена коска доколку треба да отстраниме, да исправиме, да го ремоделираме целиот септум. Ме прашавте како се изведува. Мораме прво да го ослободиме. Од кога ќе направиме добар план, викаме пола операција. Мој професор стално така викаше дека 50% од операцијата е предоперативното планирање, бидејќи е многу битна статиката на носот да не се наруши, тоа не е наша специјалност како оториноларинголози, да ја испланираме носната преграда да остане целисходна, да биде една целина која што и понатаму ќе дава потпора на носот, нели да не клапне носот, да не го изгубиме, па имаме боксерски нос со една седласта позиција. Затоа е тука многу битно планирањето на самата операција, а како се изведува технички, има повеќе пристапи, различни методи, има постари класични методи што се користеле до пред 10 на 15 години, кај што се и подкревал носот, се правил рез од долу. Во денешно време користиме најчесто хемитрансфикциски рез, каде што само едно мало резче ќе направиме од 1 сантиметар засек во внатрешноста на носот и преку него со ендоскопот ќе изведеме целата операција. Значи пациентот нема да има никакви крварења, големи рани, постоперативни рани, лузни и така натаму. Сега, доколку дозволува наодот на пациентот, можеме и дури и без хемитрансфекцијски рез да отидеме директно на самата криста и да ја засечеме и отстраниме истата, па ќе направиме интраназално сутурирање на лигавицата, за да нема никакви постоперативни последици. Така, добро и важно да го слушнат оние кои што можеби се плашат или едноставно го одложуваат решавањето на проблемот, па живеат со таа потешка симптоматологија дека за брзо време се решава проблемот, се олеснува дишењето. Кога се очекува подобрувањето по операцијата и постоперативниот период каков е? Многу често пациентите уште кога ќе дојдат во амбуланта викаат: "Ама докторе, ќе ме болели."
го имаат оној проблем, страф, а како ќе дишам? Да. А што ќе ми се случува во првиот ден? А после операцијата дури понекогаш зачудено ќе кажат, не очекував дека ќе биде вака, дека ќе биде волку едноставно, лесно и така натаму. Се случуваат. Понекогаш е компликации, но тоа е мал процент и најчесто, па ќе кажам, со овие нови прецизни алатки што ги имаме, тоа е сведено на минимум во ваква рутинска операција која што работиме малтене секојдневно. Така, да. Што подразбира тоа? Подразбира дека кај пациентот најтешкиот момент се првите 48 сати. Бидејќи многу често во носот мораме да имаме тампончиња кои што всушност ќе превенираат крварење и ќе го држат септумот во некаква централна нова позиција која што ние ќе му поставиме. Бидејќи кај посебно кога ќе имаме комплексни девијации, каде како С-латиница со 2-3 кривини, криста, мекоткивна, раскавична девијација, ние ќе мораме целосно да го ремоделираме септумот. Што значи дека ќе треба да ги извадиме оние вишок елементи кои што се пројавени ради overgrowth или прекумерен раст на коска, па таа се бендирала, искривила на страна. Раскавичните девијации ќе мораме да ги исправиме понекогаш тензиони шавови, да ги донесеме во медиопонирана линија и да ги сошиеме и ставаме силиконски сплинтови кои што ќе го држат прав септумот 10 дена да зарасте. Но овие силиконски сплинтови не се тешки за носење, бидејќи сега веќе имаме сплинтови со цевки кои што носат проток на воздух, па пациентот во тие 10 дена ќе има и нормално дишење на нос. Значи сега тоа не е идеално дишење, но ќе може да води нормален живот. Ама краток е периодот, така за да се помине постапоративно. Па ќе кажам, најтешки се првите 48 сата додека ги имаме тампончињата. Кога ќе ги извадиме, он може да се врати на нормално дневно функционирање во секојдневен живот. Нема да може да спортува, нема да може тешки физички работи да работи, но ќе може да обавува секојдневни активности, па дури оние пациенти кои што и немаат тешка физичка работа да се вратат и на работни обврски. Така да. На самиот крај сме, времето толку ни дозволува, имавме и доста јавувања од гледачите, да ги охрабриме доколку ги чувствуваат овие симптоми, порано да се јават на лекар, да направат преглед и доколку има потреба од ваква интервенција да ја направат, да не ја одлошуваат. Да, препорака еве до пациентите кои што имаат отежнато дишење, посебно кога тоа е еднострано на носот, да се јават на преглед. Да, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вам за поканата. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.